Во период од 20 на дена, огромна дупка во непосредна близина на старата Скопска чаршија прво доби тампон со песок, а деновиве веќе се носи и градежен материјал. Сето ова без одобрение за градба. На овој објект ние го прекинавме 2 месеци пред да доаѓате вие. Значи, а имаше пријава и ние настапувавме одма, гледавме дека габаринтот не се совпаѓа во тие метри квадратни и одма го прекиневме, значи работните действија таму. Јас ве разбирам, меѓутоа непосредно пред празнициве таму работеа багери повторно, а и ако се гледа на сликава внимателно како песок да се става веќе подлога некоја. Тоа со инспекторатот дополнително ќе го гледам, али ја колку што знам, колегиуми одржувам состаноци со значи секторот за урбанизам, информациите ми се дека таму е блокирано и не се работи ништо. Ако продолжиле некој вакуум празник кај што нема инспекторат, гледале нешто да работат или да влагат во објектот што е заокружен, треба тоа да го провериме. А токму додека снимавме со градоначалникот во работен ден, на парцелата стигна арматура. Во деталниот урбанистички план има маркичка за градба на ова место, но јамата што зјае во многу поголем габарит од предвиденото. Според податоците од катастарот, конкретната парцела е во собственост на Ислам З од Скопско Копаница. Ние сме барале таму да се појават инвеститорите кај нас. Мислам дека само контактирале телефонски, не дошле во општина и затоа ние будно го мониторираме тоа место и пак ве уверувам во тоа дека градежниве работи не можат да продолжат, а кој да се појавува прв мора значи да доаѓа во општина и да сноси одговорност и за тоа зошто е почнато сега тој објект на таков начин. Казни има? Сигурно дека ќе има. Се уште е свеж примерот со рушењето на дивоградбата кај фонтана, зашто мораше да се вклучи и владата. Неколку метри подолу, во истиот урбан опфат, Мавровка, се чини дека многу градби се построени во нелогичен ред. Со деталниот урбанистички план, предвидена е улица што од булеварот води покрај плоштадот Скендербек и се пробива покрај чаршијата. Улицата треба да опфати и дел од парцелата на која е огромната дупка. Но, на терен, улицата завршува после Мавровка и паркингот, пошто се издигаат висококатници од едната страна. Од другата страна пак, околу и после јамата, не е тешко да се забележат градби на кои не име местото таму. Градоначалникот Ганиу вели дека ги наследил и дека сите го искористиле законот за легализација. Тука сте ја изгубиле битката како општина, бидејќи сте предвиделе пат, сте предвиделе комотна позиција околу градбите, а на терен, ако има толку барања за легализација, tukаш никогаш нема да може да го пробиете овој пат и никогаш нема оваа контактна зона на старата Скопска чаршија да заличи на нешто што е гледано. Ја мислам дека не сум го изгубил значи биткава, бидејќи и пред новата територијална поделба таму имаше и куќи, објекти, немаше никогаш пат. Тоа значи тој пат што е предвиден е булевар и треба да го реализира градот Скопје. Или требаше. Ке може? Со експроприација може све. Би требало да се срушат неколку градби, да. Комотно. Па пак ви велам. Ама тоа е зграда, хотел, не знам уште што. Да, али според генералниот план тоа е улица и кога тогаш треба да се реализира. Вие сте подготвени да рушите доколку треба? Да. А треба, бидејќи пак ви велам, таму кога треба да идеме да рушиме, треба и да направиме експроприација. Експроприација е луѓето да ги обештетиме. И тука не е проблем. Вакви примери на урбано дивење има низ цела држава, но специфичната тежина на овој потек е во тоа што граничи со една од најголемите знаменитости на градот – Старата чаршија. Поради тоа, ингеренции имаат повеќе институции, меѓу кои Управата за заштита на културното наследство. И за цела таа целина, која што е многу поголема, поширока, баш као објектите кои што се сами по себе културно наследство, сите други објекти спаѓаат под конзерваторски услови. Под сите работи во чаршијата, најпрви
треба да стигнат во конзерваторски центар, тие даваат услови и гледат каде е, што е, како е, па ги праќаат документацијата, целокупната документација ја праќаат кај нас, ние гледаме дали е законски све окей, или доколку има потреба од инспекција да се прати, праќаме на увид, казнуваме и тоа е тоа. Во последните 4 години, Управата за заштита на културното наследство спровела 30 инспекции на терен и сите резултирале со парични казни. Казните се многу благи понекогаш, дури не би сакал ни да ги кажам какви се, што се, да не ги охрабрам луѓето за да си земат некоја иницијатива да направат нешто кое е прекршачно, нели, по закон. Во моментов, Управата работи по пријава и за парцелата на која зјае огромната дупка, но детали за случајот нема. Минатата недела низ чаршијата со полициска придружба помина и Државниот градежен инспекторат, но и оттаму велат дека се уште не им е готов извештајот. Останува дадениот збор. Значи, едно метно квадрато не сум дозволил во општина Чаир некој да узурпира. Чаршијата е на државата, не е на собствениците таму или поседува некој дуќан. Значи, уништуваме културно наследство од голема значајност. Замислете да го има ова некој европски град, што ќе беше, каква атракција ќе беше. Тоа што е скопска, се чини дека е најголемата казна за старата чаршија, иако е заштитена со закон.